Со пречекот на авионот на EasyJet од Париз на Скопскиот аеродром се означи стартот на втората авиолинија Скопје-Париз. По Визер, која лета до 80 на километри оддалечениот аеродром Буве, EasyJet два пати неделно ќе оперира до неголемиот аеродром Орли на 20 километри оддалеченост од Париз. Од ТАВ Македонија се надеваат на развој на туризмот, односно зголемен број на француски посетители овде, но и интерес за посета на градот на светлината. Ме радува фактот дека денеска поврзуваме два аеродроми кои се членки на иста групација. Имено аеродромот Орли е член на групацијата ADP, Airport de Paris, чиј член е исто и ТАВ аеродроми. EasyJet ќе лета два пати неделно, односно секоја среда и недела, и сабота, секоја среда и сабота, овозможувајќи не само директен лет до Париз, туку конексии до 160 други аеродроми во 35 земји. EasyJet ќе користи субвенции преку Министерството за транспорт и врски за оперирање со линијата до Париз до крајот на 2027 година. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски вели дека промената на моделот на субвенционирање и давањето на финансиска помош за патници кои доаѓаат во земјава треба да придонесе за подобра комуникација и поврзување на Македонија со европските земји. Се преговара и со други авиокомпании за нови дестинации. Париз е атрактивна дестинација за патување, но уште поважно е дека туристи ќе носиме во Македонија. Како влада создаваме услови со кои привлекуваме нови авиокомпании во Македонија и резултатите веќе се видливи. 8 нови дестинации од аеродромот во Скопје и 2 од аеродромот во Охрид се воведени за многу краток период. Го променивме целосно моделот на субвенционирање наместо за заминување, даваме финансиска поддршка за патници во доаѓање затоа што целта е што повеќе луѓе да доаѓаат во Македонија, а тоа значи дека ќе користат и други услуги во земјава и ова е стратегија која ја применуваме од самиот почеток и која ни дава конкретни резултати. Скопје-Париз е втора авиолинија која стартуваше за неполна недела. Предходно Turkish Airlines воспостави 4 редовни летови неделно помеѓу Истанбул и Охрид. Од Скопје се воведуваат и линиите кон Дубај, Штутгарт, Лион, Барселона, Женева и Амстердам, а од Охрид, освен кон Истанбул, ќе се лета и до Базел. Во следните 3 години владата испланира субвенции за нови авиолинии во висина од речиси 6 милиони евра.